разочарувањето на техничката влада? Дали ќе ставите подписката со ДСМ? Дали ќе има ваш предлог на координација за измени на изборното законодавство? Има и предлог за намалување на бројот на пратениците со гранијето. Дали ова е контактиво запис? Прашувачка влада, една изборна единица, помало собрание, но и отварање на устава со барање на Бугарија. Дали треба лидерска средба за сите овие отворени прашања? Бидејќи ВМРО ДПМН не работи ништо, соочени со фактот дека нивните градоначалници се големо разочарување и дека ништо не прават за интересите на граѓаните, постојано сме сведоци на исти предлози кои што доаѓаат од страна на ВМРО ДПМН. Нашиот став е јасен, концизен и точен. Нашиот став е дека за сите овие прашања треба да има дебата и врз призма на сериозен консензус од сите политички партии да ја донесеме одлуката за сите овие прашања и сите овие прашања треба да се решат во периодот што следи, но за сето тоа имаме 2,5 години до одржувањето на парламентарните редовни избори, со кои што сите овие прашања треба сериозно да се аргументираат и врз база на сето тоа да се донесе еден заклучок и општ консензус и да се решат работите. Во делот на изборите, ние како политичка партија имаме јасен став околу сето тоа. Изборите ќе бидат редовни, ќе се случат 2024 година, тие ќе бидат редовни парламентарни избори, а сега како одговорна политичка партија која што работи за интересите на граѓаните, силно сме фокусирани за решавање и намалување на последиците кои што доаѓаат и од енергетската криза и од здравствената криза, и сето тоа е важно и граѓаните да го знаат дека сме силно насочени кон решавањето и помагањето од последиците кои што доаѓаат од овие кризи. Граѓаните да бидат спокојни, знаат дека имаат партнер, политичка партија која што е дел од власта, која што е предводи власта, која што силно ги решава и се грижи за проблемите на граѓаните. Така да тоа е одговорот на вашето прашање. Дали имаме дополнителни прашања? Доколку немаме, ви благодарам.